Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за најновите информации од културата. Во продолжение да погледнеме што ја одбележа оваа работна седмица. 75 филмови ќе се прикажат на 16-тото издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс, кој ќе се одржи од 21 до 28 август. Фестивалската програма е распоредена во Куршумли Ан, Музеот на Македонија, Сулијан, Младинскиот културен центар и во лабораториум во Скопје. Мотото на годинешното издание е "Кому му е гајле за реалноста", а се очекуваат околу 100 гости од странство. Под мотото "Кому му е гајле за реалноста" ќе се одржи 16-тото издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс. Од 21 до 28 август ќе може да се погледнат 75 документарни остварувања на 5 фестивалски локации. Куршумлијан, Младинскиот културен центар, пред Музеот на Македонија, Сулијан и во лабораториум. Програмата е поделена во 5 надпреварувачки категории. Овие филмови ќе се борат за стандардните 5 награди: наградата Кромит за главната програма, наградата Млад Кромит за програмата на нови автори со прво и второ документарно остварување, Сецкан Кромит, наградата за кратки документарни филмови, Кокарче, наградата за студентската програма и специјалната награда на Македокс, наградата за етички идеи. Фестивалот ќе го отвори филмот Бардо на словачката режисерка Виера Чакањова. Ќе го прикажеме филмот Only on Earth на режисерот Робин Петре, и тој филм не е случајно одбран за отварање на фестивалот, затоа што зборува за пожарите кои што се случуваат насекаде во светот, па и кај нас, и како човекот па и животните се справува со нив. Затварањето на фестивалот е резервирано за хрватскиот филм Фуиме о Морте на хрватскиот режисер Игор Брезиновиќ. Земја во фокус програмата оваа година е посветена на Австрија и традиционално ќе се отвори на вториот ден од фестивалот со 2 австријски документарци од поновата австрийска продукција. 16 поети, музичари и уметници од Ирска, Азербејџан, Хрватска, Романија, Бугарија и Македонија ќе настапат на 37-та поетска ноќ во Велестово. Програмата започна вчера со поетски портрет на Андреј Ал-Асади, едно од водечките имиња во македонската современа поезија. Петок на 15 август започнува 37-та поетска ноќ во Велестово во 21 часот на Срецело во Велестово. Ќе отвориме со мал музички концерт, а потоа следува поетскиот портрет на Андреј Ал-Асади. Традиционално на поетска ноќ во Велестово, покрај поетскиот портрет или поетот во фокусот, имаме представување и на еден ликовен уметник, односно отворање на ликовна изложба. Годинава го имаме Стефан Младиновски од Крива Паланка со своји ликовни дела и секако ќе следува и едно интернационално читање, односно читање на гостите кои што ни доаѓаат од странство. Имено годинава имаме гости од Ирска, од Бугарија, од Хрватска, од Азербејџан и од Романија и вкупно ќе представиме 16 мина уметници и поети. Програмата ќе продолжи во сабота и во недела со промоции на книги и со интернационални поетски читања. На 39-тиот фестивал Град театар во Будва, Црнагора, премиерно беше изведена представата "Животот на провинцијските плејбои по Втората светска војна" или "Туѓото го сакаме, своето не го даваме", во режија на Иван Пеновиќ по текст на Душан Јовановиќ. Представата е копродукција на Драмскиот театар од Скопје, Белградското драмско позориште, местно гледалишче од Љубљана и Град театар од Будва. Ова е текст од раниот драмски опус на Јовановиќ, напишан во 1972 година во форма на комедија, а прв пат изведен во местното гледалишче во Љубљана, една година подоцна. Текстот е напишан во периодот на исклучително бурни меѓународни и регионални историски движења, како и под влијание на околностите во тогашна Југославија. Представата ја режираше хрватскиот драматург и режисер Иван Пеновиќ. Играат Маријан Наумов, Јована Спасиќ, Лазар Христов и Сонја Стамболџиевска од Македонија, Марко Гверо и Иван Томиќ од Србија, Нејдж Језерник и Јулита Кропец од Словенија и Лазар Николиќ од Црнагора. Сценографијата е на Лазе Трипков, костимите на Александар Ношпал, музиката на Владимир Пејковиќ, а сценските движења на Дамир Клемениќ.
Македонската премиера е закажана на 17 август на фестивалот Охридско лето, а ќе се игра од 21 часот на сцената на Долни Сарај. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на телевизија Алфа.